Законите само И не може интерпелација, која што е собраниски институт, законски институт и врв на демократијата, да биде обид за дестабилизација. Тоа е само искористување на демократското право, законското право на пратениците избрани од народот да ги представуваат во собранието. Го имаме делот кај што вика Мицкоски за притисок во судството? Поштиво, тоа е за сега. Само една забелешка. Тој дел е прашањето како ќе одлучи Уставниот суд по прашање на законот за јазици. И сега он што вика? Во изјавата вика дека он ќе чека да Уставниот суд донесе одлука. Абе дај само извадете го пуштете го делот за притисок. Не може така е залепен затоа што луѓето нема да знаат кој е контекстот. Он вика дека он вика дека ќе чека на Уставниот суд. А он претходно излегуваше пред неговите гласачи и викаше дека законот за двојазичност е неуставен. Да. Што е разлика? Добро, ама сега ако премиер му текнало, ја гледал вчера емисијата. Најголем притисок врз судска инстанца врши највисокиот представник на извршната власт со коментари на судски одлуки и коментари за работата на правосудните органи. Тоа не смее да го прави бидејќи тоа е најголема форма на политички притисок врз судство. И тоа, еве вчера го кажавме, денеска се оправи, се поправи и вика нема да коментирам. Ајде пушти. Лео Барса ден. Кој е вашиот став во врска со законот за езиците и иницијативата пред Уставниот суд и дали разговаравте со коалицијските партнери и можната одлука во штета на законот, дали може да доведе коалиција во турбуленции? Не викам владината коалиција или стабилноста на влада, туку коалиција со вреди или со другите партии. Фала. Тоа не е политичка одлука, тоа е одлука на судот и ние како влада судска одлука мораме да почитуваме која и да е. И тука нема да има дилема. Прашањето е ако судот, Уставниот суд ја прогласи како неуставна, зошто тие кои што ја усвоиле направиле да биде неуставна? Така што ако некој мисли дека може да уценува политичка стабилност на влада со почитување на судска одлука, колку таа да не ни се свиѓа. И мене не ми се допаѓа што е донесен ваков како што е донесен тој преспански договор и промена на уставно име, но тоа е што е. Бидејќи јас ја представувам владата, стојам овдека пред таа придавка. И тоа е тоа. Во политиката нема работи кои што ни се допаѓаат или не ни се допаѓаат. Или почитувате закон и устав, или не почитувате закон и устав. Оваа влада ќе почитува и закон и устав, без разлика дали тие судски одлуки му се допаѓаат или не му се допаѓаат. Тоа не е политичка одлука. Дали може да имаме подобрување на законот? Видете, законот е поднесен во рамките на Уставниот суд. Да почекаме да се произнесе, не знам зошто се прави овој притисок. Јас разбирам дека ДУИ, Демократската унија за интеграција, луѓето кои што изминативе 20 на години заробија низ од институциите, од голтари станаа милионери, ќе се обидат да манипулираат дел од нашите сограѓани со етнички теми. Па некој дури од нив се дрзна и со верски теми да се обидат да манипулираат. И ова им е одлична тема на тој начин да манипулираат. Но тоа што го направиле тие е прашање на кое што тие треба да одговорат. Затоа јас би апелирал до јавноста да не вршиме притисок на судските инстанци, да не вршиме притисок на Уставниот суд, да почекаме Уставниот суд да се произнесе. Јас не сакам да верувам дека постои граѓанин во Македонија кој што нема да почитува судска одлука. Ние сме држава која што се темели на владење на право. Дали може да се подобруваат закони? Може да се подобруваат, може да се носат нови закони, може се да се прави. Но во рамките пред се на уставот и интересот на граѓаните. Вистинското прашање е зошто тие што го донеле тој закон потенцијално донеле закон кој што е неуставен. А вратете се назад и погледнете го мислењето на Венецијанската комисија, уште тогаш ќе го добиете одговорот на оваа дилема. Ние не можеме работите како владење на право. Значи не треба притисок да се прави врз судовите, па ни врз Уставниот суд. Добро, така е. Не треба да ги коментираш и треба да ги оставиш да се одлучат сами. Тачно.
Ма тврдеше дека не уставен Арно, закон. ама викаш ти владење на право и ние сме правна држава која се темели на правото и законите и одговорноста врз законите. Ако е така, денес Африм Гаши требаше да биде одговорен за глупостите и да му ја изгласате интерпелацијата. Правилата и законите само за И не може интерпелација. Која што е собраниски институт. Законски институт. И врв на демократијата да биде обид за дестабилизација. Тоа е само искористување на демократското право, законското право на пратениците избрани од народот да ги представуваат во собранието. Па чекај, нели се собираше од собрание? Броеше 67 ти текнува? Тогаш можеше, а сега не може. Да, тогаш интерпелација на влада се правеше. Тогаш можеше, све беше демократски, а сега дестабилизација. Ова Луи 14 државата, тоа сум јас. Кјубо сме се вика, па Инфомакс кога гледате како се понашаат со Сашо Шовиć, што ти е чудно кој е на власт. Ја ме стварно не разбирам се. Човекот вика јас сум македонец, роден сум во Софија и зборам бугарски. Еве ти што тврдо. Има македонци родени у Вашингтон зборат амерички, што не се македонци, треба да ги шо? Оставете од човекот да тоа е тоа. Пушти го. Знае и македонски, пишуваше, ви пишува и македонски. Пушти го. Сашо, дај бе олаве жити сви и ти сега не ги буцкај. Пишува тука гледа емисија. Мислам дека ги дупи. Пушти го скриншотот што викал Мицкоски претходно за двојазичност. Сега од позиција на власт и од коалиција со плен, ние ќе чекаме Уставниот суд да донесе одлука, ние мораме да го почитуваме Уставот и законите, ете и за Преспанскиот не ни е мило. Тогаш Преспанскиот беше предавство, двојазичноста предавство. Го пуштав што ја у Сайбер команда го пуштав. И што е најбитно, Мицкоски тврдел дека законот за двојазичност е противуставен. 8 октомври 2019 година. Денеска он вика не знае дали е противуставен, треба Уставниот суд да донесе одлука. Ти мислиш дека ние Нафта пиеме? нафта пиеме, дека не читаме, дека не сме те гледале, не сме те слушале што се збора? Додуше мене опис и попис на работно место би било да те слушам што збориш, па знам све што си зборал. Добро. Односно што лажел. Па сега Па сега, ја тогаш не сум можел да знам Очигледно нешто лаже. дека лажел, пошто прв пат Пошто му денеска се ефектуираше власта 2021 кога дојде на локални избори. Ама денеска се залагат за контра од ова. Значи Денеска лаж- вика значи, Уставен то- суд што ќе значи донесе тогаш- одлука, тоа е светиња. Значи тогаш лажел. И манипулирал за да дојде на власт. Да. И сега од позиција на власт се демаскира. Тоа е тоа. Што била изјавата на Изет Меджидица некој притисок? Што имало изјава? Ќе го пукал ако се укинала двојазичност. Не бе, што било? По таа насока беше. За тоа ли? Што? И се не можам точно да се сетам, ама имаше изјава, да, и од Глен. Дека и тоа било еден од обидите за дестабилизација на државата и дека тоа било многу опасно, шовинистички и така натаму. Па ја апелирам до уставните суди да го укинат законот за двојазичност. Баш да видиме. Баш да видиме Изет Меджити што ќе направи. Не гласите го пак после. Ама апелирам Ќе намести некој тендер учаир. Ама апелирам судиите Тоа е сигурно, уставните суди да го укинат 1.15 законот за е двојазичност. ова. Ба е, Ана Павлова Данева да гласа за. Па и треба да се укине. Ај баш да видиме. Треба да се Што укине. тоа Изет Меджити ќе направи. Баш да видиме. Многу така. Ќе го искара Мицко. И премиерот после што ќе прави? Ќе биде утесно и ќе мора да прифати двојазичност, иако Уставниот суд, значи он ќе нема проблеми со тоа. Он и Уставниот суд да рече незаконска е, противуставна е, не може да се спроведува, он за миру куќа. Аби имавме ние теми, денеска ставиле директор ВМРО ДПМН. Еве го новото лого. Новото лого на ВМРО ДПМН. Го имаат режија, мислам дека. Режија, чекај само ќе ти го пуштам, ова да го ставиш до нас. Со Hello Kitty? Да, со Hello Го Kitty. има. Пушти го. Да, стави. Еве го новото лого на ВМРО ДПМН. Да видиме. Од денес, да. Ќе го пуштиме, бе, да па си. Еве го новото. Еве го новото. Шубаво. Браво. Браво.
Како викаше господинот Мицковски во едно негово интервју, Од мачиња лавови не од бидува. мачиња лавови не бидува. Не оди тоа таа. Така.